Во питок во киното Фросина почнува годинишниот Оффест кој ќе се одржува на повеќе локации. Универзална сала, македонска опера и балет, кино Фросина и клубот Станица 26. Добро дојдовте во урбаните вести. Еве што ќе гледате. Амбасадорот на Хрватска во Република Македонија Крамарич во посета на општина Ѓорче Петров. Пензионерски игри во Домот на културата во Ѓорче Петров. Општина Бутел донираше по 100.000 денари помош за настраданите од поплавите во Србија и Босна. Промовирани нови 33 наслови од капиталната едиција Звезди на светската книжевност. Нов возен ред на жичарата и туристичкиот автобус. Денеска учениците ќе знаат кој ден ќе полагаат екстерно. Во официјална посета на општина Ѓорче Петров денеска беше амбасадорот на Хрватска во Република Македонија Златко Крамарич. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката со одредени општини во Хрватска со општина Ѓорче Петров, но и за најновите настани кои се случија во изминатиот период. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Амбасадорот на Република Хрватска во Република Македонија Златко Крамарич денеска беше во официјална посета на општина Ѓорче Петров и градоначалникот Сокол Митровски. Ова не е прва посета на амбасадорот Крамарич на општина Ѓорче Петров и секогаш со задоволство доаѓа во општината со која многу градови од неговата земја има успешна соработка. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката со одредени општини во Хрватска со општина Ѓорче Петров, но и за најновите настани кои се случија во изминатиот период. Мислимо да е локална самоуправа јако битна и понеки пута те, да кажем, ове неформалне вези. Мислиме дека локалната самоуправа е многу важна и оние неформални контакти на поедини општини, градски институции. Тука има и училишта, спортски и културни организации, кои тоа како би не било драго да соработуваме со слични вакви институции во Република Хрватска. На некој начин разменуваме мислења од секојдневниот живот. Ова се две пријателски земји кои немаат ниту едно спорно прашање. Организацијама во Републици Хрватској. И ето управо да разменимо и иначе мишљења о свакодневним овим политици, господарству, културним и спортским везама измеѓу две пријателјске земје кои немају ни хвала Богу нити едно отворено питање. Знајќи во CV-то и односно досието на почитуваниот амбасадор Крамарич, како човек со богато искуство, посебно од локалната самоуправа, човек кој бил градоначелник на градот Осијек повеќе од 15 години. Навистина сакаме да поразговараме на таа тема и да тоа што го започнавме на тие адхок средби, да кажам, денеска ги финализираме и конкретно се договориме за понатамошната соработка измеѓу општината Ѓорче Петров и Хрватската амбасада во Република Македонија. Иначе ние за волја на вистината имаме бројни контакти со одредени општини во Република Хрватска. Денеска тоа ќе биде конкретен наш диалог, да кажам, нешто подетално за таа проблематика. Меѓутоа сакам покрај овие прашања за кои е заинтересиран амбасадорот, ќе разговараме секако за продлабочување на економската соработка измеѓу одредени општини од Република Хрватска со општината Ѓорче Петров, за проширување на културната, на спортската соработка, за некои иницијативи кои до сега говоревме и имаме контакти со тие, да кажам, општини во Република Хрватска, меѓутоа не беа финализирани, не беа заокружени и се надевам со негова поддршка дека сето тоа ќе се финализира и во иначе имаме на вистина една плодна соработка и работи со кои може јавно да настапиме и јавно да се пофалиме како плод на сите овие состаноци, а посебно на овој денешни кој го имаме во општината Ѓорче Петров. И во наредниот период ќе се работи на тоа поле за да можат пријателските односи уште повеќе да се продлабочат на сите нивоа. Пензионерите од повеќе пензионерски друштва од Скопје и Македонија денеска во Домот на културата во општина Ѓорче Петров ја одржаа 12-та ревија на песни и ора, значајна манифестација за зачувување на македонската културна традиција. Во организација на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија во Домот на културата во општина Ѓорче Петров се одржа 12-та ревија на игри, песни и ора.
Председателот на Сдруженијето на пензионери на Ѓорче Петров Методија Новковски истакна дека на овој начин пензионерите даваат огромен придонес во зачувувањето на националното културно богатство. Меѓу пензионерите имаше представници од Сдруженијата од неколку скопски општини, како и од останатите градови во Македонија. По 12 пат во Република Македонија пензионерите даваат придонес во зачувување на националното културно богатство. Играта, песната, музиката и обичајот. Тоа е традиција, треба да остане во наследство на генерациите што доаѓаат у нас. Денеска тука ќе ги видиме представниците на Сдруженијата на пензионери од Гостивар, Тетово, Сарај, Ѓорче Петров, Карпош, Тафталиџе, Чаир, Бутел и Шуто Оризари. Покровител на денешната манифестација е градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски, кој изрази задоволство што најстарата генерација жители се приклучила во негувањето на македонската традиција, но и во останатите манифестации како што е Денот на општината и Денот на крстот, а со самото тоа представуваат предизвик и за помладите генерации за зачувување на македонската богата уметничка традиција. Драго ми е што најстарата генерација или најзрелата генерација во општината Ѓорче Петров се приклучи кон негувањето на македонската песна и македонското оро, на македонските традиции, и тие беа, да кажаме, вака и јавна благодарност до пензионерите на нашите манифестации кои се препознатливи во општината Ѓорче Петров, како што е Денот на крстот, како што е Денот на општината Ѓорче Петров. Тие со своите настапи даваат посебен белег и посебна интонација. Јас на вистина им благодарам за ентузијазмот што ова трето нивно доба ја користат на вистина во една користна манифестација на промовирање на македонската песна и македонското оро. Меѓутоа, со своите настапи привлекуваат внимание на помладите генерации да покажат поголем интерес ко ова национално македонско благо. Прилика, еве вака малку и пошироко да се, да кажам, промовира македонската песна од пошироките краеви на Република Македонија, како што кажа и председателот на Сдруженијето на пензионери од општината Ѓорче Петров. Тука се сите скопски општини, меѓутоа имаме и надвор од градот Скопје, како што е Тетово, и со таа изворна песна и од границите на градот Скопје. Денеска ќе имаме можност да се запознаеме, да чуеме што научиле, меѓутоа да чуеме некои изворни песни. Овие пензионерски здруженија негуваат изворната македонска песна, што е многу битно и значајно од сите региони. Значи, не е таа ново компонирана, него изворната песна која е од непознат автор. Авторот е македонскиот народ, традициите, обичаите, тие денеска ќе можеме да ги видиме на оваа манифестација. Советниците од општина Бутел на денешната седница едногласно одлучија со 200.000 динари да им помогнат на погодените од поплавените подрачја во Република Србија и Република Босна и Херцеговина. Денеска Советот на општина Бутел ја одржа 17-та седница покрај именувањето на нови членови на училишните одбори и пристанок на мандат на член на Советот на општина Бутел поради добивање на пратенички мандат. Акцент на оваа седница се стави на издвоените средства за помош на настраданото подрачје од поплавите што ги зафатија Република Србија и Босна и Херцеговина. Од буџетот на општина Бутел се издвоени вкупно 200.000 динари, по 100.000 динари за двете земји. Исто така формирани се две комисии од страна на советниците, како и представници од општината и од Министерството за земјоделие за утврдување евентуална материјална штета при елементарни непогоди, како на домакинства, така и на земјоделското земјиште. На оваа 17-та седница едногласно беа усвоени сите точки кои беа на дневен ред. Нови 33 наслови од капиталната едиција Звезди на светската книжевност денеска беа промовирани во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје. Со денешните книги досега се преведени 300 од вкупно 560, кои се дел од едицијата. Дел од едицијата се дела на повеќе автори од светската книжевност, меѓу кои на Катул, Хораци, Тибул, Проперци, Овиди, Вергили, Чикамацу, Остин, Волф, Шишкин. За околу еден месец ќе се промовираат нови 30 дела од оваа едиција. До крајот на годинава се планираат уште 100, а едицијата треба да се докомплетира следната година со уште 120 дела, со што ќе се достигне бројката од планираните 560 преводи и печатења. Во завршна фаза на подготовка се 25 книги од проектот 130 тома македонска книжевност на македонски јазик, кои беа издадени од албански и турски автори на албански и турски јазик, а се
се преведуваат и 5 нови книги од овој опус. Кон крајот на јуни ќе почне првата промоција на следниот проект на владата и Министерството за култура, Врвовите на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа. Првите 10 книги ќе бидат промовирани до крајот на јуни, а до крајот на годината уште 50 дела од овој проект во кој се вклучени 360 книги. Во тек е и постапката за изнаоѓање куќа за превод и печатење на најновиот проект Антологија на најдоброто од светската поезија во 5 тома. Опфатени се околу 500 автори. Собраните дела од проектот 130 тома македонска книжевност се преведуваат на 6 јазици: на француски, германски, руски, шпански, арапски и италијански. Денеска учениците ќе знаат кој ден ќе полагаат екстерно тестирање, а пак 3 дена пред тестирањето ќе бидат информирани кои 2 предмети ќе ги полагаат. Резултатите од тестирањето ќе бидат објавувани етапно, со што предност и во полагањето и во добивањето на резултатите ќе имаат осмоделинците поради предстојните уписи во средните училишта, што ќе се одржат на 23 јуни, односно на 18 јули во Спортската академија. Од денеска во основните и средните училишта каде треба да се спроведе екстерното тестирање ќе бидат објавени имињата на учениците со денот кога ќе полагаат. 3 дена пред тестирањето учениците ќе бидат информирани кои 2 предмета ќе ги полагаат. Училиштата имаат обврска овие распореди денеска пред почетокот на наставата да ги постават на видно место со цел учениците да се запознаат на која дата ќе полагаат. Распоредите дополнети со предметот кој ќе го полагаат учениците ќе се објавуваат секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање, изјави министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Покрај во училиштата, распоредите ќе бидат објавувани и од страна на Државниот испитен центар на веб страницата прашања externo.dic.edu.mk. Резултатите од тестирањето ќе бидат објавувани етапно, со тоа што предноси во полагањето и во добивањето на резултатите ќе имаат осмоделенците поради предстојните уписи во средните училишта што ќе се одржат на 23 јуни, односно на 18 јуни во Спортската академија. Прашањата за екстерното тестирање беа објавени пред речиси 1 месец, а како што информира министерот Ристовски, прифатени се и 3461 забелешка и направена е соодветна корекција на прашањата. Со екстерното тестирање ќе бидат опфатени вкупно 189.037 ученици од 4-то одделение во основното образование до 3-та година во средното образование, како и 18.126 наставници во 680 основни и средни училишта. Тестирањето ќе го следат 638 наблюдувачи, а ќе бидат ангажирани 175 администратори. Активни ќе бидат и инспекторите на Државниот просветен инспекторат, а отворени ќе бидат и кол центрите на Државниот испитен центар. Жичарницата на водно и туристичкиот панорамски автобус почна да возат по летна шема. Жичарницата почна да работи од 9 до 19 часот. Тоа се всушност првиот и последниот термин за качување односно симнување од водно. Распоредот на поаѓање го промени и панорамскиот туристички автобус. Домашните и странските туристи сега можат по летна шема да го разгледуваат Скопје. Првата тура разгледување на градот со панорамски автобус е од 11, а втората од 17 часот. Од јавното собрајкајно предпријатие информираат дека и во двата случаја цената на билетот останува иста. За жичарницата билет за возрастни чини 100 динари, односно 50 динари за деца, а пензионерите може да се возат бесплатно. И за туристички разглед на Скопје билетот и понатаму чини 35 динари. Автобусот и летово ќе вози по истата туристичка траса како и изминатата година. Туристичката тура ги води патниците по улицата Димитрije Чуповски, десно по коловозот на Свети Климент Охридски покрај Соборниот храм, објектот на владата, па преку мостот Гоце Делчев до Калето и назад до Порта Македонија. Туристите може да слушнат за легендата за јунакот кој го победил злобниот волшебник, а од неговата под се создала вода која наполнила делови од планината водно. За ученикот на светите Кирил и Методи, за корените и поделбите на христијанството, околу изградбата на препознатливиот владин објект во 1970-та, но и дека партизанска е најдолгата македонска улица. Поради нанесување на завршен слој на новите 2 сообраќајни ленти на булеварот 3-та македонска бригада во аеродром, до петок на делови од оваа сообраќајница ќе биде воведен привремен сообраќајен режим, соопштува град Скопје.
Денеска попладне и утре ќе се асфалтира потегот од бензинската станица Пуцко Петрол до објектот на Американ Коледж. Поради тоа за сообраќај ќе се затвори дел од крстосницата кај објектот на Тинекс и влезот на бензинската станица Пуцко Петрол. Во текот на утришниот ден, пристап кон сервисната улица кај Тинекс ќе има и од сервисната улица кај Карпет Макс и Метро. Во четврток ќе се асфалтира делницата од објектот на Американ Коледж до сервисната улица кај Карпет Макс и Метро. Во петок ќе се асфалтира делницата од Карпет Макс и Метро до крстосницата со булеварот Србија, се наведува во соопштението на град Скопје. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење според условите на патот и доколку се во можност да ја користат околната улична мрежа. МЗТ Скопје со убедлива победа против Работнички во финалето од плейофот ја започна одбраната на шампионската титула. Во Охрид стартуваа подготовките на македонската ракометна репрезентација за бараж дуелот со нашиот јужен сосед. Вестите од спортот се по рекламите.